Поранешниот припадник на УЧК, косовецот Блерим Рамадани, избегал од куќниот притвор, откако доушник му кажал дека полицијата се подготвува да го спакува и да го однесе во шутка. Одлуката Рамадани да биде спроведен во ефективен притвор ја изрекле тројца судии, откако претходно судијата Пајазит Пајазити и покрај сериозноста на делото за кое се бара на изненадување на сите, реши да го испрати во куќен притвор. Во случајот со бегството на Блерим Рамадани, вистинското прашање треба да биде зошто судот одлучил да го стави лицето во куќен притвор, наместо во ефективен притвор. МВР во овој случај постапи согласно законот и максимално професионално. Лицето беше предадено на судот по барање на Интерпол, што е во согласно со позитивните законски прописи. Рамадани беше уапсен во јули годинава на граничниот премин Јаженце по меѓународната потерница на Интерпол издадена од страна на Србија, а на 1 август кривичниот совет на судот во Скопје го смести во куќен притвор, иако тој нема адреса во Македонија. Судијата Пајазити реши притворот да го одлежи кај своји роднини. Според пишувањата на косовските медиуми, тој веќе ја напуштил Македонија. За премиерот Христијан Мицкоски ова е уште еден случај што го сликува хаосот во правосудниот систем. Тој уште еднаш повтори дека до крајот на месецот чека конкретни предлози за реформите во правосудството, а потоа владата, како што рече, ќе мора да преземе нешто за да ја врати довербата на граѓаните во правосудството. Ова што се случува во нашиот правосуден систем само е уште еден чекор кон тоа повеќе да се потребни ние промени за кои што јас цело време апелирам и изборувам. Едноставно 2% доверба кај граѓаните резултираат со вакви многу прашања и дилеми. Зошто тоа се случува, како тоа се случува, кој тоа носи таму одлуки, зошто се носат вакви одлуки, зошто некој бега, зошто некој друг не бега и така натаму и така натаму. Така што ова е уште една причина повеќе да ние почнеме конечно да се занимаваме со реформите во судско-обвинителскиот систем во кај нас, мислам, како држава. И покрај тоа што вината за бегството на Рамадани очигледно лежи во судскиот систем, тоа не ја спречи опозицијската СДСМ да го обвини министерот Тошковски дека е неспособен за функцијата и побараа негова оставка. Прашуваме како е можно да се дозволи бегство на затвореник баран со меѓународна потерница. Дали дозволи да избега или е крајно неспособен да зачува криминалец кој е меѓународно баран. Тошковски исто не одговори како е можно само пред неколку дена други 10 затвореници да избегаат од шутка. Тошковски им реплицираше дека со ваквите празни обвинувања СДСМ само признава дека нивната некогашна власт ја оставила државата целосно руинирана. Познавам писмени правници и во СДСМ кои ја разбираат поделбата на власта и знаат дека МВР и судот се различни институции, но жално е што раководството на СДСМ и нивната PR служба ги игнорираат овие факти и обвинуваат за да добијат ситни политички поени. Рамадани го бара Србија поради сомнение дека како поранешен војник на УЧК извршил воени злосторства во регионот на Народиме. Српскиот министар за внатрешни работи Вица Дачек неодамна изјави дека очекува македонските власти да го екстрадираат Блерим Рамадани.